Добродојдовте во уште еден подкаст на Македонско-американската алумни асоциација, Гласот на МА, а темата на која што ќе разговараме е корупција. Вечна тема, болна тема, со моите гости Билјана Ивановска, поранешна председателка на Државната комисија за спречување на корупција, и судијата Александар Камбовски, член на судскиот совет и судија во апелациониот суд во Битола. Ке се обидеме да извлечеме некакви поуки, заклучоци и пораки, дали борбата е јалова или има надеж за нашата држава во оваа борба. Ке почнем со една актуелна тема. Пред неколку дена го прославивме Меѓународниот ден за спречување на борбата со корупцијата. Беше одбележан и во Собранието со многу гости, представници на многу организации кои што се вклучени во оваа борба. Меѓутоа, вистинската честитка стигна од американската држава, од Соединетите американски држави, кои што на црната листа ставија двајца функционери, едниот поранешен, многу висок функционер Артан Груби и судијата Енвер Беџети. Па би почнала прво од тебе, Билјана. Вие со Артан Груби имате и минато. Тој беше човекот кој што беше заменик председател на владата. Вие имавте и предмет за него отворено, но тој отворено јавно ве критикуваше дека вие сте неспособни и дека вашата мисија е залудна. Може ли да ни кажете како овој човек се најде на црната листа на САД, а во нашите институции за него нема ниту еден предмет? Како се најде на црната листа? Па сметам дека Соединетите американски држави си имаат своји индикатори и критериуми врз основа на кои дел од нашите функционери се најдоа на црна листа и досегашните личности што се на црна листа исто така беа поврзани со наши предмети, па така еве го и Артан Груби, па дури и на некој начин и судијата Беџети, односно преку неговиот син исто така е поврзан со предмет што сме го работеле. Инаку Артан Груби беше поврзан со повеќе предмети. Значи, прво да не заборавиме донесување на законот по скратена постапка за Бехтел Енка, каде што ние реагиравме, дури дадовме иницијатива до Уставниот суд за оценување на законитоста на тој донесен закон по скратена постапка. Знаете каков беше епилогот од страна на Уставниот суд и прв кој се огласи, тоа беше Артан Груби и веднаш тука се почувствува некакво влијание. Така се почувствува се, дали имало или немало, не знам, меѓутоа исходот беше таков каков што беше. Понатаму беше поврзан со предмет, односно со една анализа што ја правевме за вработувањето врз основа на балансерот и врз основа на програмата К5, која што беше резултат на Охридскиот рамковен договор, и во рамките на таа анализа побаравме податоци, информации од страна на господинот Груби, бидејќи тој беше прв човек на Министерството за политички систем. Во првиот наврат ни побара барањето да биде на албански, пошто ние му доставивме барање на албански, меѓутоа понатаму не ни достави никакви податоци. Понатаму, иницијативата што ја доставивме до Уставниот суд за употребата на балансерот, еден дел од иницијативата, беа две иницијативи, значи во едниот дел зборувавме за законот за преземање на оние вработени кои што беа по К5 вработени во политички систем и донесоа еден закон за превземање по другите институции кои што сметавме дека е дискриминаторски и неуставен. Значи беше поврзан и со тој предмет, а исто така уште еден предмет работевме за Артан Груби, а тоа беше организирање на прославата со фирма за која што тврдивме дека всушност е донатор на политичката партија. Точно е дека се осмели јавно да не критикува, као дека нас не бива, на што и ние исто така јавно му одговоривме дека да, не бива да трошиме како тој што троши, да злоупотребуваме државни средства како тој што злоупотребува, меѓутоа за да ја завршиме нашата работа и мисија, докажавме дека не бива, а за тоа говорат и оценките што ги добивме од Европската комисија. Добро, за вашата работа ќе разговараме и во текот на подкастот. Сакав да го прашам Александар, со оглед дека мислам дека ова е прв судија што заврши на црната листа
судијата Енвер Беџети. Знам и јас, да. Прв судија. Значи за прв пат имаме од судската фела човек на црната листа. Судскиот совет има донесено за истиот овој случај за предметот за Мијалков, за застарување на предметот на Мијалков, има донесено нека, да не речем смешна казна. Казнете 20% од плата 6 месеци. А сега се најде нели на црната листа и испратена му е порака дека тој е корумпиран, тоа го каже и амбасадорката Агелер. Како помина толку со блага казна во судскиот совет? Како помина не можам точно јас да ви кажам, бидејќи јас сум нов член во судскиот совет од неодамна. Од јуни оваа година сум член на судскиот совет, тоа се настани кои што претходеа на моето доаѓање во судскиот совет. Претпоставувам колегите ги одмериле сите факти кои што ги имале за тој случај, донеле одлука со мнозинство на гласови и се определиле за таа дисциплинска мерка. Дали е соодветна или не е соодветна, не би сакал да коментирам. Меѓутоа сега имаме една нова ситуација која што е сосем различна од тогаш кога се гледала таа повреда која што ја сторил судијата, бидејќи е утврдено е официјално дека сторил повреда, дека предметот по кој што го постапувал застарил. А сега имаме друг аспект од друга страна, бидејќи за прв пат, како што рековте, судија е ставен на црната листа на Стејт департментот на Соединетите американски држави. Како ќе постапува судскиот совет на овие ново настанати околности, не можам да ви кажам, бидејќи ова сосема нова работа. Сигурно дека ќе постапи, сигурно дека ќе го има во предвид и нема ова да помине така без да се посвети внимание и соодветно да се реагира. Добро, значи ќе очекуваме некаква реакција од судскиот совет во наредните денови. Јас сум убеден дека ќе има реакција, затоа што судскиот совет секогаш последниве месеци се трудиме да сме транспарентни, се трудиме на секоја ново настаната ситуација веднаш да реагираме и да не оставаме простор за сомнеш дека нешто се случува зацкриено или дека нешто се прави и подобро и за нас е, а секако дека е подобро за целиот судски систем и за подигнување на довербата која што очигледно е ниска помеѓу граѓаните. Уште една порака што ја испрати амбасадорката Агелер на пресконференција по повод овие двајца функционери, што ми остави впечаток е дека кога можевме ние да ги најдеме доказите за овие луѓе, тогаш можат и институциите. Билјана ти наброја, мислам дека 4 предмети за Артан Груби, што вие сте ги отвориле. Вие дојдовте до доказите и до предметите. Што се случи понатаму? Која алка во синџирот затаи? Значи, како и за многу други предмети, не е само овие сега што ги напоменав, мандатот го завршивме ние со 60 иницијативи за кривично гонење пред обвинителство и уште со 60 иницијативи пред владата за одговорност. Да не ги зборам, да не ги бројам препораки до институции, тоа воопшто не бројам. Значи, овие биле конкретни кај што требало да има постапка, разрешување и така натаму, па епилогот го гледаме каков е. Дури отпосле, нели, од како ни заврши мандатот, па почна да излегуваат некои случаи, да кажеме, тој со ваучерите, па со Мерко, па и така натаму. Што се случи? Ништо не се случи заради тоа што еден од главните фактори за корупција, неказнивоста, царува во државава и институциите што треба после нас да постапуваат, некако успорено постапуваат. Ако се сеќавате, направивме една анализа за состојбите во правосудниот систем, во обвинителство и во судство, со помош на мисијата на ОПСЕ и ги утврдивме оние ранливи точки кои се, меѓу кои една од вака по забележителните беше влијанието. Влијанието од политиката, влијанието од повисоките суди, така што мислам дека поради тој фактор затајува понатаму постапувањето. Секој е со некому поврзан. Еве како се случува случајно синот на Беџети и синот на Талат Џафери да полагаат пред време правосуден испит. Александар, сакам да те прашам, како ја доживеа ти оваа вест дека твој колега се нашол на црната листа? Прашувам како професионалист, бидејќи во нашата фела во новинарството имаме натрапници во професијата кои што буквално сите не дискредитираат и тоа е целта всушност, да не стават сите во исти кош, нели новинари, рекетари.
Како вие се справувате со натрапниците во вашата професија? Значи, на никого не може да му е пријатно, нели? Се сметате дека студиста фела и ако се што ќе се случи некој од фелата, дали убаво или неубаво, се рефлектира на расположението на целата фела. Секако дека не е пријатно и не е убаво. Но исто така секако дека има, ми се чини во моментов, толку решеност кај судиите, и на сите ме преку глава, ништо да не се поместува, само да се зборува и постојано да се зборува дека се судиите корумпирани, дека постапките не ги водат, дека не знам што прават во предметите, а нема никогаш поединци не ги издвојуваме. Затоа што не верувам, не сакам да верувам и не може да е можно сите 500 и кусур колку се во Македонија суди дека сите не работат и дека сите се корумпирани. Тоа нема шанси да биде. Да, сигурно има некој мал дел. Како да се откријат, тоа е проблемот и што потот кој ќе се откријат и како да ги исчистиме од нашите редови еднаш за секогаш. И да ставиме брана во иднина многу тешко да може такви луѓе некако на некаков начин да влезат во судството, затоа што да не зборуваме идеалистички, стално може да се случува и во нови суди сега што се бираат, млади суди, полни со елан, кои што имаат идеали, кои што уште не биле истрошени во работата, може и таму некој да се протне, па пак да го имаме истиот проблем. Што значи? Значи треба да имаме јак систем, кој што веднаш ќе ги детектира тие појави. За да го имаме тој јак систем, ни е неопходна помош од граѓаните и од новинарите во секој еден предмет каде што тоа ќе го почувствуваат. Но прво треба да им ја вратите довербата на граѓаните. Ама тоа мора истовремено да се случи, затоа што ние како ќе вратиме довербата, освен ако граѓаните се охрабрат и поднесуваат представки и ние веднаш постапуваме по тие представки и тие тоа го гледаат. И ако некој судија на вистина бил корумпиран, ние веднаш го казниме или не знам го разрешиме. Значи тоа мора еднаш да почне да се движи и на друг начин како ние ќе ги охрабриме. Да веруваат дека ние вистина сме определени на сите, ние смачено да зборуваме за корупција во смисла сакаме да се реши тој проблем. Знаеме дека не може да се реши, меѓутоа тебе како поединец, меѓутоа кога го гледаме судскиот совет како тело, таа решителност не се рефлектира во јавноста. Не се рефлектира и тоа е главниот проблем. Ние секогаш не треба да се врзуваме за луѓе. Значи, ова е моје мислење, да, друго мислење е на Билјана, трето е вашето мислење, ние треба да градиме јаки институции. Тоа е гаранцијата, а не луѓето кои што се внатре. Јас па имам друг став, мислам дека институциите ги прават, ги чинат луѓето и дека во сите институции не се сите корумпирани, не е владата корумпирана, не е собранието, не е антикорупцијската, не е судството корумпирано, туку таму има поединци. Има, точно, меѓутоа ако ја поставите како што треба институцијата, таа самата ќе привлекува такви луѓе со високи критериуми на интегритет и тоа е обострана интеракција помеѓу институцијата и луѓето кои што ја прават институцијата. Не може само со луѓе. Што правиме тие добрите луѓе ако си замина тројца, ќе додат нови малку послаби и одма ќе затаи системот. Затоа викам институцијата ако е јака да може да издржи еден мандат, пример да дојдат послаби членови, понеактивни членови, друг мандат па повторно ќе додат јаки, проактивни, што повеќе ќе се ангажираат. Меѓутоа ако институцијата внатре луѓето што се вработени, сите се со интегритет, сите се со обуки поминати, сите знаат што сакаат да постигнат, тогаш мислам дека ќе дојдат резултатите. Добро, нашите сојузници, особено и Америка, многу пари имат вложено во правосудството, меѓутоа сепак го станува најслабиот синџир во борбата со корупцијата. Билјана, може ли да ни споделиш некој искуство за од каде доаѓа најголемите притисоци и на кој начин? Дали лично си имала ти закани за време на твојот мандат во ДКС? Значи, само што почнавме, ние во 2019 во истиот ден беа прогласени председателските избори и тогаш имаше една недоумица дали комисијата треба да дава мислења кога бараат институциите подредени прашања или не треба. Всушност не треба да дава мислења и тогаш имаше така, нели, се јавува и позвучни имења со цел да прашаат како треба да постапат во време на изборниот процес и така натаму, меѓутоа јас бев строго принципилна, никому не давав никакво мислење и некако
си изградив таков имидж, да кажам, така што да не знам како ви звучи, меѓутоа реално јас немав притисоци. Ниту па некој од членовите се жалеше дека некој му се јавува или дека не знам што. Дури и јавно сме кажале дека доколку некој почувства притисок, ние ќе одиме у собрание и ќе кажеме. Кога што одевме да кажуваме за, мислам, нели, за извештаи, за стратегии за ова зона, прилично транспарентно настапувавме и тоа ќе го пренесевме и исподелувавме во јавноста, нели, преку медиумите. Вие бевте гласни, да. Да, значи бевме поприлично гласни, поприлично транспарентни, така што око немаше да ми трепни да го кажам тоа. Притисоците што ги добивавме од вице-премиерите, од Артан Груби, па и другите двајца вице-премиери во тој период, во еден ист период, да кажам, ги почувствувавме како притисок, меѓутоа тоа беше јавен притисок, на што ние дадовме, нели, јавен одговор. Така да... А дали игнорирањето во еден период бевте комплетно игнорирани како институција е еден вид на еден суптилен притисок? Токму така, значи имаше еден период, мислам дека не очекуваа дека ќе работиме. Право и право. Мислеа дека ќе си се тера караванот по старо. Меѓутоа, ние уште во самиот почеток покажавме проактивност, што тоа веднаш го забележија и од Европската комисија и исто така и од Американската амбасада. Ако се сеќавате, започнавме веднаш со предметите за непотизам. Значи, тоа беше директно прст у око и ги кажавме со име и со презиме и на кој начин суптилно, зашто што никој не кршеше закон во тие случаи. Него како суптилно, нели, беа членови на семејство или блиски лица беа вработени, па ако се сеќавате, тоа беше токму во изборен процес, па тогашниот премиер ја зема метлата да каже дека не, еве, ние ќе расчистиме само да победиме. И така некако, нели, почна тој период, меѓутоа, дали мислеа дека толку ќе не биде или не знам, ние си продолживме понатаму, па ако се сеќавате за тогашниот вице-премиер, што беше Кочан Ѓушев, за него имавме предмет, имавме за градоначалници, за ректорот, и така се зголемуваше бројот на предметите за звучни имења. И тука веќе почна тој вид на влијание, односно на турање на страна на институцијата, па наводно дека ќе барале наше разрешување затоа што во време на короната ние не сме го доставиле навремено извештајот до собранието, годишен извештај, кога ниедна институција не работеше. И така натаму, зашто за среќа имавме добра соработка со меѓународниот фактор, значи тие постојано се интересира што работиме и како работиме, постојано имавме состаноци иницирани од нивна страна, од наша страна без разлика, значи и јас ги известував. Значи до кај сме, до тука сме. Направена е стратегија, собранието не ја гледа. Направена извештај, собранието не го гледа. Требаше да се преселиме во просториите, ни кажаа дека, нели, поради короната се пренаменија средствата, од друга страна Артан Груби отиде се пресели во тие простори. Ние сето тоа си го кажавме на меѓународната заедница и сметам дека токму во таа почетокот на 21 година тогашниот состав на естаблишментот доживеа притисок токму од меѓународната заедница. И тогаш ни најде одма простори, нели, ние бевме спремни тие старите да ги реновираме, само да направиме услови нормални, какви што ќе бидат, но ни најдоа простори, стратегијата се усвои и едноставно тргна работата на еве добро, ќе слушаме, ќе почитуваме, но де факто не ги почитуваа препораките што им ги дававме. Тоа беше суштината. Значи, ние направивме една анализа на 19 закони, каде што дискреционите права за вработување се злоупотребува. 42 препораки произлега од таа анализа. Правевме заедно со Transparency. Холандската амбасада не поддржа. Ништо не се презема од таа анализа, а толку драгоцен материјал. Ништо не се презема. Па имаше ред други анализи за непродуктивните трошоци. Ништо, значи не допираше до нив, едноставно не сака да отстапат од својата комфорт зона. Добро, меѓутоа, вие освен што работевте, составот на вашата комисија, најголем адут ви беше транспарентноста. Вие за ништо не молчевте. За разлика од судската фела, некако си уште така си се држите, да не го покажете со прст на некој од корумпираниот колега. Има ли уште, доаѓате со тефтерчиња во судски совет? Имате ли тефтерчиња за избор, за разрешување? Не, Боже сачувај, не. Мислам дека и од кога сум јас во судскиот совет, само еден избор имаме направено, кога се сеќавам, за апелационен суд Гостивар и Штип.
И изборот беше комплетно по ранг листата која што беше изготвена. Значи, ни 20-тиот како што имаше порано, ни 17-тиот, туку првиот. Немаше јавувања, гласе за овој зоне. Кај мене лично не. Кај мене лично не, а и сите колеги нели на работниот состанок се договоривме дека мораме да одиме по ранг листата. И исклучо како се прави, рековме, може би едно место пермутација, бидејќи се работи за нијанси во поените, за 0,001. Меѓутоа, да се случи да не го избереме првиот, а да го избереме осмиот на ранг листата, тоа повеќе нема шанси да се случи. Барем така договоривме, пак ќе речем, ние сме колективно тело, 13 луѓе гласаат. Во моментов мислам дека такво расположение воопшто не владее во судскиот совет. Доста нови членови сме, почнувајќи од втората половина на оваа година. Утре очекуваме уште 2 нови члена да добиеме и така да се менува внатре и структурата на луѓето, се менува амбиентот за работа, се менуваат размислувањата, се внесува нова енергија. Се работи доста на транспарентноста, знаете дека сите наши седници јавно сега се пренесуваат, граѓаните, а и судиите можат секој судија да слушне, например, зошто бил избран или зошто не бил избран, да слушне дека првиот е избран. А за да се стигне до тие ранг листи, тоа е толку еден комплициран процес на оценување. Значи, оценуваат самите судии, се формираат комисии, оценува судскиот совет, па се прави збирна оцека, значи е малку покомплицирано направено и се со можноста за манипулации таму е сведена на минимум. Може да се јави, не велам не. А сега ќе го разрешите судија? Кој? Да, Енвер Беджети. Енвер Беджети, да. Не знам дали ќе го разрешиме тоа, не знам. Ќе одлучувате? Ќе одлучуваме, ние за да стигнеме до тоа да одлучуваме дали ќе го разрешиме или не, треба да покренеме постапка. Сега еднаш да видиме дали ќе покренеме постапка, ако покренеме, зашто ќе покренеме постапка, затоа што тој за преметот што застари веќе е осуден, да речем, правосилно. Застарено кажува, сигурно амбасадорката не посочува за застареноста на тој предмет, така, него сигурно има и други адути. Така. Да. Сега ние имаме тука и имаме етички кодекси на судиите, имаме и нарушување на дигнитетот, на пристојноста, бидејќи да се појави на црна листа, сепак така не е. Така е, се фрла дамка врз целата фела. На целата фела. Сега, што ќе одлучи советот? Јас пак ви кажувам, тоа е колективно тело, јас можам мои визии и желби да кажувам, ама не мора да значи дека тие ќе се реализираат или ќе се остварат. Сепак на кој начин покренувате постапка? Еден од вас треба да каже? Еден од нас, било кој што смета, јас например ако сметам, утре можам да поднесам барање за утврдување одговорност на судијата Енвер Беджети и да наведам поради што сметам дека или од некој друг судија од надвор, или од друг судија, или од било кој граѓанин од државата. Може да поднесе представка или барање за утврдување на одговорност. Сега тука е малку добро, и законот ќе се менува, малку и мене ми беше чудно, пошто првпат, нели сега јас сум нов таму, се сочува со тие постапки, ми е некако дуплирана и триплирана работата. Значи ја добиваме представката, се формира комисија, таа комисија прави извештај. Извештајот оди на седница, на седница се гласа, па потоа повторно се оди на расправа, после расправата повторно се носи извештај, па повторно извештајот оди на. Значи некако работата се дуплира и се одолговлекува, мислам дека нема потреба толку многу процедури, фази, бирократии, бидејќи се губи време, а реално во идеални услови ќе поминат пак 4, 5, 6 месеци. А луѓето ќе речат ово тоа е многу. Така е. Да. А нема потреба, да има потреба или нешто тоа да значи, да, окей. Меѓутоа јас не гледам дека ниту штити нечии човекови права или пак права на било кој судија што ќе се најде во таква ситуација, бидејќи има еднаквост на оружјата, тој си ги представува неговите докази, тој што го поднел барањето ги доставува неговите докази и крајно судскиот совет носи одлука. А сето тоа може да се сублимира во еден многу пократок рок. Нас тоа ни треба. Тоа треба вие меѓу себе во фелата да си поведете некоја постапка за тоа ни треба скратување на брзина процедурите. Ни треба. Да. Билјана, има ли недопирливи во Македонија? Па види, недопирливи. Ако имаме правна држава, нема да има недопирливи. Колку што имаме правна држава, толку имаме недопирливи. Мислам, јасен е одговорот. Точно.
Кој најмногу ќарува од корупцијата? Јас знам кои најмногу зијани. А зијанат највише граѓаните. Зијани демократијата, зијани економијата, зијани конкуренцијата. Зијанот е многу поголем од ќарот. А тие што ќаруваат, не ќаруваат со алал. Не знам ни дали може да го прерачува на некој. Значи има предмет. Зијанот, штетата која Штетата е која што огромна. трпиме, а само видете ги болниците, низ државата, видете ги клиниките, видете ги патиштата по кои што се возиме. Не знаеме дали живе ќе стигнеме од А до Б точка, поради тоа што се небезбедни. Видете ги училиштата кај што учат децата. Израчунајте го сето тоа. Добро, Вида- корупцијата е видлива. Значи на секој поради чекор можеш да ја алчност, видиш. Поради алчност на На поединци, поединци, точно. страда цел народ. Цела држава. Сега како да се справиме? Како да се справиме? Значи треба народот да знае, да си ја знае својата можност како треба да делува. Корупцијата е дефинирана како активна и пасивна корупција, односно некој што баре и некој што нуди. Значи, што вика еден наш колега, корупцијата е како танго, не може, мора двајца да играат. Што значи дека тој што бара од некому граѓанинот ќе му каже стоп. Или нема да понудува граѓанинот за да дојде до некакви своји права или начин да си заврши работа. Едноставно луѓето треба да бидат свесни дека оружјето е во нивни раце, дека не треба да понудуваат и дека не треба да подклекнуваат на барање на одредени функционери за да им завршат одредена работа. И дека треба тоа да го пријавуваат, она што го каже и Александар претходно. Значи, ајде сега, молим, ќе го пријавам судијата, ако ми бара подкуп, ќе му дадам обележани пари, па нека му се тресат него пантоланите да видим. Да, ама мислам дека граѓаните во оваа држава се терани буквално во верба, кош. се разбира. И се буквално има згазено достоинството. Значи тие имаме медиуми кои што даваат само половични или искривени информации, немаме никакво образование и нема доверба во судството. Од каде да почнат да ја градат? Значи од и градинка. довербата во институциите, да се охрабрат, некој да им даде надеж дека ќе бидат дека правдата значи, ќе ајде победи. сега да тргнеме, извини, ако не докажи сега. Не, кажи си ќе продолжиме. Значи, од кај да Драго, вака што тргнеме? двајцата сакате. Да, од кај да тргнеме? Од градинка ќе тргнеме, значи првен какви генерации ќе градиме. Прво тоа. Второ, од кај да тргнеме? Од факторите кои што ја генерираат корупцијата. Кои се тие фактори? Најголем фактор политичко влијание. Ајде доста више со тоа политичко влијание. Престанете више со тоа. Кој ќе ги казни политичарите ако не граѓаните? Како ќе ги казнат? Па на избори ќе ги казнат. Да. Значи има алатки, само луѓето треба да бидат свесни. Не дај сега ја да поминам, па после ќе се борам со корупција. Не, извини. Во секој момент можеш да се бориш. Па дури за таа ситната 100 денари кои ти бараат за прекорет нешто или 1500 денари што бараат за слики за сликање за пасошите, за личните документи. Значи во секој момент граѓанинот со интегритет може да. Друга работа што мислам дека сме тргнале сега, не знам оваа година какви се истражувањата, меѓутоа минатата година МЦМС што ја правеше анализат, се зголеми бројот на граѓаните што сметаат дека има надеж и се зголеми процентот на граѓаните што дадоа отпор. Значи борбата преку ноќ не бива. Меѓутоа мора да се создава таква атмосфера дека корупцијата не се исплати, дека тогаш на тој ќе му дојде крајот и ако ништо друго, Господ ќе го казни бе што зима нечестни пари. И секогаш ги казнува таквите. Ако не него на најмилото, на децата, мислам секогаш казната се стасува. Ако не преку правосудните органи ќе се стаса на тој начин, затоа што навистина не е коректно така. Огромни средства од буџетот се пренесуваат за корупција. 1,5 евра се трошат на јавни набавки, а колку од нив се на наместени тендери? Која е реалната вредност? И која е реалната за вредност? тоа што го купуваат? Дали е вистина 1,5 милиарди? Значи има начини како. Има начини како, само што треба луѓето да се потврсти и да јакне свеста. Александар, се согласував, сакав тоа ми се допадна што го каже Билјана од градинка, треба да се почне. Јас долги години работам како судија. Судам кривични предмети. Не секогаш репресијата и силата даваат резултат. Некогаш многу повеќе ќе успеете и ќе направите со превенција. Како? Од градинка.
како што викаме ние, сега може многу ја расширивме муабетов. Меѓутоа од градинка уште малите да им се всади во Систем на вредности. Во системот на вредности, во менталниот склоп, дека е незамисливо некој да ти побари или па ти да дадеш мито за било што, дали се работи за 100 денари, за 100 милиони денари, затоа што тоа кај нас како некако да стана нормална работа. Начин на живот. Ние и не знам дали и во приватни компании и во приватни болници, на пример, кога се пораѓаат, повторно носат виски, торти за докторите, иако таму е све платено, тоа платено е Дебело. не е ефтино таму. Меѓутоа останато е во нашиот менталитет да однесеме некој поклон, да дадеме нешто. Тоа мора полека, тоа мора ние да го менуваме. Тој е наш ментален склоп. Ако сакаме да изградиме поздрава држава и поздрава општество за сите нас кои што си ја сакаме државата и кои што живееме овде и сме со намера да живееме овде. Добро, ма пак некако се вртиме во Да, круг. се вртиме затоа што сите учесници се во кругот. Точно. Значи, мислам дека уште од мали нозе родителите си ги расипуваат децата. Ние нели одевме по кампањи во училиштата, ги слушавме дечињата се многу паметни и тие се буквално гледало на тоа што дома го гледаат и слушаат. Значи, еве сега реални примери. Дали сте сведоци на незаслужени оцени? 90% од децата одговорија да. На што се должи тоа? Одговор. Родителите бркаат врски. Зашто родителите ги размазуваат децата? Зашто трчаат место нив во училиштата за да им помогнат да добијат повисоки оцени? Па оценката ли е мерило на знаењето? Не, значи пушти го детето само да си се бори за оценка, односно да научи, да учи не за оценка, туку да учи за знаење. Значи, Добро, ма, или на пример, кога ќе дојде за упис на факултет, па ти бараат бараат, ама па нека си научи, ама пак ќе значи треба полагате. да го сменат начинот на оценување. Нешто треба да поинаку да се смени, да нема оценки, готово и нема Ма кај нас се е целиот Се е систем е обратно. обратно поставен. Не, се обратно. И има една дефиниција за да се уништи една држава, има 3 стоба. Почнуваш од образованието, Точно. судството И и здраво. медиумите. Точно. Значи добро, образованието и здравството, да. Здравството е веќе огледало на државата, но за да ги уништиш овие темели, ја уништуваш државата. И кај нас тоа се случува. Почнува од образованието, судството нема правда, медиумите Пак ќе кажам, основната клетка е семејството. Многу е важно во семејството што се почитува, дали има почитување во семејството, дали се има систем на вредности, дали детето се гледа како вредност или како маша, дека треба да помине. Дали за оценките му се понудува, па многу од децата одговорија дека од родителите се понудува телефон или не знам скапи патики или било што брендирано, ти биди одличен, ќе добиеш тоа и тоа. Зошто? Па тој треба да биде одличен за себе, не за... Значи, самите родители влијаат за создавање на таква перцепција, на таква мисла кај децата. Значи, многу треба да се внимава. Затоа сметам дека, ако се сеќавате, па и докторче Преганов што кажа на денот кога ние ја почнувавме стратегијата, дека зошто кај нас има корупција? Затоа што народот не е матуриран, нашето општество не е зрело. Значи, треба сите да зреат на некој начин. И сметам дека сега главна работа треба да имаат психолозите. Да работат не само со децата во училиште, него да има и со родителите кои што ќе работат, не знам, на некој начин. Значи, треба и родителите да се обучуваат. Не може родителот да прети на директор или на наставник само ако се пипне моето дете. Кој си бе ти? Така да кажеш. Значи, на тој начин ти на твоето дете му штетиш. Но добро е за да почнеме да делуваме од негде, што најмногу недостасува? Финанси, човечки ресурси или политичка волја? Политичка волја. Според мене. Тоа е главен фактор за корупција, политичката волја. Ако имаш политичката волја ги диктира човечките ресурси, заради тоа што се оди преку партиски список за вработување, а исто така и финансиските средства. Значи, што е буџетот? Буџетот е политика изразена во пари. Се врти околу политиката, за жал. Државата ни е поставена законодавна, извршна, судска власт. Check and balances помеѓу трите власти. Тоа во соединетите држави функционира перфектно и така е замислено да функционира перфектно, кај нас очигледно не функционира така. Ние сега, колку и да сакаме, што и да сакаме да направиме во судството, не можеме без извршната власт. Прво, зависни сме за финанси од нив. Второ, законите тие ги носат. Па ние 30 години зборуваме дека бизнисот
пати, економијата пати, бидејќи многу бавно излегувале предметите, многу тешко се воделе постапките, па дај да ги смениме процесните закони. Ние сега имаме телефони, айпади, све бежично, све со Bluetooth, уште во судовите сме со некои дактилографки, некои законски решенија од пред 100 години и не можеме да ги убрзаме постапките. А сите судии кои што работат ќе ти кажат каде е тесно грло и каде се закочува. Добро, ма затоа законот за градење е сменет 50 пати. Па тоа е тоа. Значи, Инаку, ако се смене тоа е да се отклонат тие тесни грла, пример во граѓанската постапка, во процесниот закон, да видат што е тоа што долговекува постапката, тоа може одма да се среди. Па ќе видите како брзо ќе излегуваат присудите. Јас сметам дека нашиве политичари немаат доблес да се соочат сами со себе и да речат стоп. Прво ќе почнем од законот за потекло на имот. Ние години нели протежиравме донесување на таков закон и на крај не се донесе таков закон. Значи без таков закон да се види кој од каде го стекнал и како го стекнал имотот, немаме ние решителна искрена борба против корупција, да бидеме реални. Точно. Ние сакаме да имаме. Значи на политичките елити, бизнес елитите им одговара ваква ситуација. Понатаму. Во собранието 21 година се носи национална стратегија за борба против корупција, која што беше прифатена и од позиција и од опозиција. И ја изгласа, дели се донесе, супер, сите ќе се бориме. И на крај јас слушам од редовите на пратениците викаат, бе се убаво, ама ова дали ќе се спроведе? Па од кого зависи бре дали ќе се спроведе? Па први вие пратениците за 2 месеца по скратена постапка носевте закон за дивоградбите, а во стратегијата стои да се ограничи употребата на законот за бесправно градени објекти. Немаме уште многу време, сакам да те прашам, Билјана, дали пака сега после една година од како излезе од антикорупцијската комисија, си се прашуваш па што ми требаше да си потрошам 5 години од мојот живот? Дали беше јалова или ти оттаму си замина задоволна со твојата работа? Као прво, јас више од 2000-та навака работам на откривање наоди, пишување наоди, значи на истата проблематика, само што ова беше јавно. Претходно пишувавме, нели, тоа беше во рамките на ДЗР, односно во рамките на ревизорското тело, тоа не беше толку транспарентно и јавно, ова беше погласно, што значи дека мојот пристап и начин на работа си продолжува и ден денеска, така што не викам што ми требаше, него ја дадов максимум што можам да дадам од себе и воопшто не се кам со тоа и не мислам дека мојата работа беше јалова, односно воопшто на целата комисија, туку покажавме дека може и поинаку да се работи и тоа беше прифатено, односно оценето и од страна на меѓународниот фактор, меѓутоа сега гледам па и од страна на граѓаните, затоа што до ланија и многу не се движев, немав ни толку време, сега повеќе се движам, имам послободно време на пауза да излезам, не повеќе, и гледам реакциите од граѓаните кога ќе се сретнеме, како, мислам, дека е била прифатена нашата работа така. Воопшто не била залудна. Јас тоа сакав да кажем, еве и самата Билјана приметила, не само меѓународните фактори, граѓаните тука тоа го приметиле. Новинарите дадоа поддршка и затоа излегуваат сите овие работи кои што излегува и дозна, инаку немаше никош да се дозна и немаше да се зборува за тоа. Да, и тоа е некаков почеток. Така е. Ние имавме големи сојузници во медиумите, затоа што нели сите седници беа отворени, транспарентни, меѓутоа имаше и новинарски прашања, буквално одговаравме на се. Друг проблем. Вие комплетно сте ја завршиле работата. Наредната алка во системот затоа. Така е. Добро, се вака може покомотно се зборуваш бидејќи наредната алка е обвинителството. Ама така е. Добро, се согласувам. Затоа што судот, ако нема обвинение, не може да суди. Но што правиме, еве, за крај и до тебе прашање, преска спомна Билјана метлата, треба ли да заигра метлата, дали ти си за ветинг во судството и во обвинителството, генерално во правосудството? Кој ќе го прави тој ветинг? Не знам, се зборува. Кој ќе го прави? Се зборува. И што ќе се содржи тој ветинг? Тоа е најголемиот проблем. Инаку сите во секоја предизборија слушаме за ветинг. Сите суди до еден сакаат еднаш за секогаш и имотот да им се провери, и ветинг да се направи, и све да им проверат на судиите. И еднаш за секогаш, ајде да видиме. Ама кој ќе го направи? И со која цел ќе го направи тој што ќе го направи? Кај не знаеме како да работи.
Добро, од каде да Да почнеме? не Дали испадне реформите? да одбираме подобни, неподобни, ова е добар, ова не е добар, ова може да пројде, ова не, да биде реално тоа. Значи, од каде да почнеме? Борбата против корупција почнува со личен пример и системски. Со личен пример секој може да покаже. Буквално секој. Граѓанин, новинар, судија, било кој. Секој може да покаже борба. Системски ние донесовме национална стратегија, направивме препораки, активности, се што треба да се спроведе. Зашто не се спроведе? Зашто беше толку мал процентот на реализирани активности? Тоа е прашањето. 30 судии имам испратено во пензија, откога сум јас избран за судија. Еден од нив, да го издвојам, дека во пензија замина богато. Нема таков. Дури да ви кажем, повеќето од половината со кредити отида во пензија, што живеат уште тешки 2-3 години да ги доисплатат тие кредити, бидејќи нели платата им се намалува, сега земаат пензија. Таа е реалноста кај судиите. Но за жал во јавноста слушаме за некои други многу богати судии. Сигурно има и такви. Ама ајде, кои се тие? Па и во што го ставивме на црната листа, што го ставија на црната листа. Не може стално некој да ни става некој на црна листа, треба самите ние да се направиме. Треба самите од себе да почнеме, како што рече и Билјана. Добро, еве уште една порака од вас двајцата сакам да слушнам, бидејќи така овој меѓународен ден за борба против корупцијата го обележавме убаво со честитката како што почнав и на почетокот на подкастот со црната листа. Зборувавме многу како да ја вратиме довербата, меѓутоа сакам и од вас лично како граѓани, не како сега како Билјана од антикорупцијската комисија и Александар како судија, вие кога ќе излезете надвор од овде, кога ќе разговарате со своите соседи, роднини, комши, каква порака ќе ми испратите и како секој еден од нас ќе рече, ама не, можеш да се бориш, можеш да пријавиш. Не смееш така не смееш да трпиш корупција, не смееш да даваш или да примаш мито. Како со што ќе ги увериме дека треба да веруваат дека во оваа држава ќе почне една не безкомпромисна, меѓутоа дека ќе почне од некаде борбата, дека нешто ќе се менува. Значи јас имам повеќе примери да кажам, кога ми се обраќале граѓани во недоумица што да прават кога им е побарано мито. Викам, добро, ако е побарано мито, ајде ќе организираме акција. И се повлекуваат. Зошто се повлекуваат? Ама чека јас сега да видам, па ќе ми се свети, па не знам што, па ова, па она. Значи, сакам да цитирам еден американски функционер кој што кажува за нашата земја, дека корупцијата е присутна во сите пори и дека земјата мора да најде начин да ги разбие заднинските политички мрежи кои што креираат корупција. Тоа е многу јака работа. Тоа е вистинското решение. Значи, по мене, политиката, односно политичките партии што се борат за превласт, се најмногу придонесуваат се дел од мрежата. Така, се дел од мрежата преку политичките влијанија, преку вработување, преку поставување нели на свој партиски војници. Вие бевме сведоци и сега, нели, кога после изборите, кога настана смена на директорите без образложение, без ништо, смена на директорите и покрај тоа што мандатите се уште им траат. Значи, ајде да видиме што направил тој директор, дали заслужува, дали не заслужува. Ако има лоши резултати, во ред смени го. Ако нема лоши резултати, зашто да го сменуваш? Значи, се додека не оставиме простор на професионалци да си ја вршат работата, тешка работа. Значи, тука е зрелоста на политичките партии што треба да ја покажат. Да остават простор на професионалците, а не на своите партиски војничиња. Лепел плакати, ајде директор таму. Како бе директор? Ние кај нас требаше да дојде деполитизација, мерит систем и неказнивоста тие се, да речеме, неказнивоста мора на минимум да се сведи. Не на минимум, да не постои неказнивоста. Тоа е најбитно. И селективната правда. Транспарентност. Да нема негативна селекција. Преку примери кои што ќе дадат. Еден ќе биде правилно завршен случај, втор, трет, тоа полека ќе оди. Тоа не може преку ноќ ние да го смениме. Сега да речеме, се е супер сега. Ви благодарам што бевте двајцата гости во овој подкаст и
Јас за крај би кажала дека ние тука што решивме да останеме да живееме во Македонија, дека немаме избор. Мора И да се дека бориме. мора да се бориме против Така е. Очигледно корупција. тоа го кажав јас, значи сите си ја сакаме државата и сакаме да биде убава држава и како некои држави што ги гледаме кои ќе излеземе надвор. И сакаме да успееме сите во тоа. Благодарам.